Акцијата Македонија без отпад е на иницијатива на Асоцијацијата за чиста животна средина Ајде Македонија, со подршка на Министерството за животна средина и просторно планирање. Целта е да се исчисти отпадот фрлен на несоодветните места и да се подигне свеста кај граѓаните за правилно управување со него. Во нашето училиште, членовите на екоодборот со своите соученици, членовите од екосекциите, се поделија, односно се организираа во две акции. Дел од учениците појдоа во гимназијата Љупчо Сантов и таму заедно со други ученици од општината ќе работат на акција расчистување на стари предмети. Останатите ученици од екосекциите ќе присуствуваат на предавање на тема отпад. Екоодборот го сочинуваат наставници, ученици, пред се кои се најбројни, вработените во училиштето и надвршни членови. Јас сакам да се подигне еколошката свест кај нашиот народ, бидејќи ние немаме резервна планета. Отпадот па треба да се селектира. Денес во склоп на акцијата Македонија без отпад, Средното општинско училиште Љупчо Сантов организира акција за дислоцирање на отпадот, кој што ни остана по реновирање на подовите. Имено станува збор за околу 30 кубни метри паркет, кој што ќе биде спакуван во амбалажа, во вреки и дислоциран, односно ќе биде однесен во противпожарната единица во Кочани, согласно договорот со локалната самоуправа. Во акцијата учествуваат ученици од Средното општинско училиште Љупчо Сантов Кочани, како и ученици од основните училишта Крсте Петков Мисирков од Оризари, Раде Кратович од Кочани и Свети Кирил и Методи од Кочани. Проектот за санирање и реновирање на подните површини во училиштето е завршен во целост. Наред е започнување на втората фаза во која е предвидено санирање на кровот. Во октомври ќе заврши тендерот и ќе започнат градежните активности, информираше Димитриев.